Добар ден и од мене, пријатели, добро дојдовте во уште едно издание од прашања и одговори со Јосиф. За секој од вас кој што можеби првпат се среќава или не се среќава првпат, но не се охрабрил, можеби да биде искрен и да го постави прашањето и можеби да си го разреши митот или дилемата во глава поврзани со теми за кои што најмногу збораме, тоа е здрав и активен начин на живот, може тоа да го направи користејќи го хаштагот #AskJosif или користејќи ги моите лични профили на Инстаграм и на Фејсбук и секако тука си броевите на телевизија Телма. Доаѓа од Кристина и прашува: поради стрес и диета многу ми се израчи косата. Како да ја вратам во нормала или евентуално да се згусне уште повеќе од пред тоа? Кристина, со ова многу луѓе страдаат и најчесто од редукционите диети кои што подразбираат не јадам ништо и гладувам и ќе исфрлам многу продукти од исхраната, се случува да телото страда, му треба гориво и му фали хранлива вредност и при тоа први на удар се нивото на енергија, косата, кожата, ноктите, затоа што телото не може да достави до нив хранлива вредност од причина што поприоритетни му се виталните процеси и виталните органи и затоа се случува да има опаѓање на коса кај луѓе кои што одат во екстреми со диети. Она што јас би те советувал е прво да се вратиш од тие екстреми и да го задоволуваш телото, а не да се плашиш дали можеби ќе изедеш премногу, а она што би го издвоил како можеби некои типови и продукти кои што ќе ти помогнат и ќе го убрзаат процесот се број 1 алоe вера, исклучително полезна билка која што помага во растот на косата. Тука е колагенот. Искрено во Македонија не знам како додаток во какви форми и каде се продава, така да распрашај се и види дали воопшто го имаме. Б витамините се исто така од исклучителна важност, особено биотин. Друго што би издвоил се омега-3 мастите и има исто масло од рузмарин, кое што и те како помага за да го блокира еден хормон кој што се вика ДХТ и хормон кој што е одговорен за опаѓањето на косата, особено кај мажите. Но иако го имаат жените во помали количини, сепак го блокира и кај мажи и кај жени тој хормон. Затоа овие 5 работи јас би ги издвоил, а секако нормалната избалансирана добра исхрана е на прво место, затоа што се ова е додаток во исхраната и поедноставување и убрзување на процесот.